Започнуваме со урбаните вести, добре дојдовте во нив. Во Македонија, Црна Босна и Херцеговина и Србија од следната година цените на услугите во роаминг ќе бидат изедначени со домашните. Агенциите за електронски комуникации на 4 земји имаат доставено нацрт договор до ресорните министерства за цените во роамингот во овие земји да се усогласат со цените во Европската Унија. Регулаторите од 4 држави на состанок на крајот на ноември во Белград договориле усогласениот текст на нацрт спогодбата да го достават до ресорните министерства, за да се потпише нова спогодба. Со ова започнуваме, во продолжение следува генералната најава. Градските власти подготвени да се справат со можно изливање на Вардар. 39 ново заболени од ХИВ-СИДА оваа година. Спортски настан, снегот е радост, скијањето е живот во општина Карпош. Одржано државното првенство во шах за основни и средни училишта. Ке се намали цената на водата во Скопје, но сметките ќе останат непроменети. Градските власти информираат дека нема потреба од паника кај жителите на Скопје, бидејќи градот Скопје е подготвен да се справи со можни излевања на реката Вардар. Началникот на штабот за заштита и спасување Емил Дуровиќ информираше дека екипите се на терен, ја следат состојбата и се превземаат соодветни мерки. Градот Скопје е подготвен да се справи со можните излевања на реката Вардар и нема место за паника. Екипите се на терен, се следи состојбата и се превземаат соодветни мерки. Штабот за заштита и спасување на град Скопје ќе дежура и во следните 24 часа во соработка со регионалниот центар за управување со кризи. Ова денеска на пресконференција го изјави Емил Дуровиќ, началник на штабот за заштита и спасување на град Скопје. Тој информираше дека пообилните врнежи што Скопје го зафатија во текот на изминатата ноќ, утрово се состанал штабот за заштита и спасување на град Скопје, во кој членуваат представници од градските власти, јавните градски предпријатија, противпожарната бригада, МВР и од регионалниот центар за управување со кризи. На следбата се координира активности за превентивно действување за заштита од можни изливања на реката Вардар во Скопје. Денеска во утринските часови нивото на реката Вардар се подигна, а во делот на скејт паркот, односно под на коритото помеѓу мостот Гоце Делчев и мостот Слобода кај Holiday Inn, реката се прелеа во Мајор коритото. Нашите екипи веќе извршија увид на состојбата на теренот и утврдија 3 критични точки. На потегот од скејт паркот до мостот Слобода кај Holiday Inn, под зградата на пензинско-инвалидско осигурување на Македонија во општината Аеродром, кај каскарите, и во Долно Лисиче, каде што завршува регулацијата на реката Вардар. Се подготвуваат околу 10.000 вреќи со песок, што ќе почне да се поставуваат на критичните точки, бидејќи во текот на ноќта се очекуваат уште пообилни врнежи. Тој информира дека работниците од јавните градски предпријатија со механизација веќе се на терен и го санираат насипот меѓу Горно и Долно Лисиче кај железничкиот мост, што пред неколку години го кренаа екипите на улици и патишта, а во меѓувреме беше уништен од несовесни граѓани во должина од 200 метри. Подготвени се и пумпи за исцрпување вода, 4 големи пумпи со капацитет од 8700 литри во минута, како и 40 помали пумпи кои ќе се стават во функција ако тоа се јави како потреба, истакна Дуровиќ. До 1 јануари 2018 година треба да се утврдат новите цени на водата врз основа на тарифите што ги определи Регулаторната комисија за енергетика за 37 предпријатија даватели на водни услуги. Според изготвените решенија, во дел се предлага намалување, а во дел зголемување на постоечките цени, додека во одредени општини, како градот Скопје, например, жителите ќе плаќаат и дополнителна услуга за прочистување на отпадните води.
Градот Скопје, советите на општините и владата до 1 јануари 2018 година треба да ги утврдат новите цени на водата врз основа на тарифите што ги определи Регулаторната комисија за енергетика за 37 предпријатија даватели на водни услуги. Според изготвените решенија во дел се предлага намалување, а во дел зголемување на постоечките цени, додека во одредени општини, како градот Скопје на пример, жителите ќе плаќаат и дополнителна услуга за прочистување на отпадните води. Цената на водата во Скопје според решението на Регулаторната комисија за енергетика, што заедно со другите решенија денеска на пресконференција ги образложи председателот на Регулаторната комисија за енергетика Димитар Петров, треба да се движи помеѓу 30,54 и 34,80 денари. Просечната тарифа за градот Скопје изнесува 32,68 денари за метар кубен потрошена вода. Сегашната просечна цена изнесува 31,39 денари. На ова се додава и новата давачка што скопјани ќе ја плаќаат од наредната година за прочистување на отпадни води, што според предлогот на Регулаторната комисија за енергетика изнесува 2,4 денари по метар кубен. Како што посочи Петров, јавното предпријатие Водовод и канализација побарало намалување на цената за 1,82%, а Регулаторната комисија со решението утврдило намалување на цената за 2,68% согласно минималната тарифа. Нашата улога согласно законот и согласно овие правилници беше да донесеме просечни тарифи за обавување на овие 4 дејности кои што ги кажавме и обсек во кој што ќе бидат офатени од минимум до максимум, значи обсек на тарифите. Овој обсек е битен согласно законот за утврдување на цени на водните услуги за основачите на јавните комунални предпријатија или на владините предпријатија, односно јавните предпријатија за производство на сурова вода, да утврдат во крајна линија со одлука или одлуката да ја спреми и да ја поднесе јавното комунално предпријатие, да ја одобрат советите, градот Скопје соодветно или владата на Република Македонија. Скопскиот регион Водовод и канализација има 3 тарифи: водоснабдување, собирање, одведување и прочистување. Прочистувањето би се вовело од 2018 година. Значи споредуваме постоечка просечна тарифа со минимална просечна тарифа од барањето, значи бараат намалување за минус 1,82, нашето решение утврдува минус 2,68, минимална просечна тарифа од овие двете. Илинден. Барањето е за намалување на 7,76, нашето решение е за намалување на 12,20%. Регулаторната комисија за енергетика ги утврди тарифите покрај за 2018 и за 2019 и за 2020 година за 37-те предпријатија кои се даватели на водни услуги на подрачјето со над 10.000 жители во сите 8 плански региони во Република Македонија. За 7 од овие предпријатија одлуката ја носи владата, а за 30 локалната самоуправа. Доколку советите одлучат за повисоки цени од утврдените тарифи, ќе треба да поднесат дополнително барање до Регулаторната комисија за енергетика. Со логото "Сите се бројат", денеска се одбележува Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА. Според најновите податоци на Институтот за јавно здравје, оваа година има 39 новозаболени од ХИВ-СИДА. Веќе 29-та година поред на денешен ден се одбележува Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА. На денешниот датум меѓународните здравствени организации се обидуваат да го насочат вниманието на јавноста на борба и превенција на болеста. Логото на сите постери за одбележување на 1 декември е "Сите се бројат". Неодамнешниот извештај укажува на над 160.000 нови ХИВ позитивни дијагнози регистрирани во Европскиот регион за 2016 година. Во Институтот за јавно здравје на Република Македонија до вчера, 30 ноември, пристигнати се и обработени 39 пријави за ново регистрирани случаи на ХИВ-СИДА. Во текот на целата година не се регистрирани смртни исходи од ХИВ-СИДА. Моето размислување секогаш било едукација, информација на населението, достапност полесна до тестирањето, затоа што на времето имаше само 3 институции во Република Македонија каде што може луѓето да се тестираат. Сега имате 20 на можност. Дури имате можност што на времето пред 20 години не се знаеше такво нешто.
под шифра, анонимно. Она што го организира невладиниот сектор, кај нас тоа не постоеше. Заради сите овие факти е нешто што велиме, многу сме напреднати во однос на она што било пред 15-20 години. Кои се предвидувањата се прават врз основ на епидемиолошки параметри кои што ги имаме добиено од Светска здравствена организација и CDC. Наши колеги престојуваа на такви едукативни семинари. Бројката со која што ние настапивме тамо на времето беше некаде околу 800, сега идеме на бројка 400 до 600 во моментов. Што велиме онаа скриена бројка. Зошто? Ние имаме просечно плюс минус 40 случаја годишно, редовно откриени. Сега сме до 354. Значи, не сме далеку од она наше предвидување, меѓутоа, тоа не мора да значи дека е така. Тоа е само хипотетички на хартија, врз основ на она како се движи бројот на зголемување на лицата. Не сме далеку од она што ние, оваа бројка, што ја имаме 354, ние идеме со бројка над 400. Веројатно има лица кои што се неистестирани или чекаат прав момент да се тестираат. Светскиот ден против сидата е осмислен и прифатен од 140 земји во светот на Светскиот самит во Лондон во 1988 година. Истата година Светската здравствена организација го прогласи 1 декември за Светски ден за борба против ХИВ-сидата, кој од тогаш се одбележува во скоро сите држави во светот. ХИВ-вирусот го напаѓа имунолошкиот систем кај човекот, поради што организмот станува неспособен да се бори и против обичните инфекции. Две детски градинки од општина Карпош ќе добијат прочистувачи на воздух. Клонот од градинката Орце Николов во Карпош 2 ќе добие 1, а клонот на градинката Мајски цвет во Тафталиџе 2 ќе добие 2 прочистувачи за воздух кои ќе ги користат на неопределено време. Советниците од општина Карпош на седница на Советот го поддржаа предлогот на градоначалникот Стефан Богоев, со кој локалната самоуправа ќе им отстапи 3 прочистувачи на воздухот на 2 детски градинки кои функционираат на територијата на општината. Клонот на градинката Орце Николов во Карпош 2 ќе добие 1, а клонот на градинката Мајски цвет во Тафталиџе 2 ќе добие 2 прочистувачи за воздух, кои ќе ги користат на неопределено време. Во рамки на седницата советниците го поддржаа и предлогот со кој локалната самоуправа ќе обезбеди финансиска и материјална помош за 3 семејства од населбата Злокуќани, чии домови вчера ги зафати голем пожар. На 2 семејства кои претрпеа огромна материјална штета, општината ќе им обезбеди парична помош, а за третото ќе обезбеди градежни материјали, бидејќи се работи само за опожарување на покривот на куќата. Со цел да се обединат учениците од основните училишта од Карпош, но и да ги поттикнат да се заинтересираат за скијањето, како спорт кој придонесува за создавање на здрави навики кај децата, денеска на игралиштето Сокол се одржа спортски настан под мотото "Снегот е радост, скијањето е живот". На игралиштето Сокол во урбаната заедница Карпош 1 денеска се одржа промоција на скијањето како олимписки спорт во организација на ски клубот Меденица под мотото "Снегот е радост, скијањето е живот". Овој настан е дел и од официјалната програма за деца на Интернационалната скијачка федерација, како и во пресрет на зимските олимписки игри, кои ќе се одржат во Пјонгчанг, Јужна Кореја, од 9 до 25 февруари. Своја поддршка на спортот и развивањето на спортскиот дух кај најмладите даде и општина Карпош. Градоначалникот Стефан Богоев нагласи дека општината размислува да воведе изимување на некои од зимско-рекреативните центри во Македонија, со цел да ги поттикне најмладите да спортуваат. Ние како општина го поддржуваме максимално овој проект и впрочем сите спортски настани кои што имаат за цел да го одржуваат здравиот дух и здравиот живот кај најмладите во општината. Во овој случај баш се работи за оние најмладите од основните училишта. Скијањето имајќи во предвид дека е индивидуален спорт, тој ја зголемува и самодовербата кај младите, па затоа решивме и да се приклучиме
кон ова иницијатива. Сега доаѓаат зимски денови, доаѓа и зимскиот распуст и убаво е да ги поттикнеме младите кои што се заинтересирани да искористат дел од зимскиот распуст за да се рекреираат, да научат некој спорт како што е скијањето и при тоа како што реков да го одржуваат здравиот дух и да си ја зголемат самодовербата. Целта на ова еднодневно спортско дружење, според организаторите, е да ги обедини учениците од основните училишта во општина Карпош и да ги поттикне на индивидуални и екипни спортови, кои придонесуваат да се развиваат здравите навики кај младите, но и да се стекнат вештини и способности кои се корисни во секојдневието. Ова е настан под мотото "Снегот е радост, скијањето е живот", се со цел да ги запознаеме децата од основните училишта од општината Карпош со скијањето како олимписки спорт, со скијачките дисциплини, опремата која се користи за скијање, за да тие подоцна за време на зимскиот распуст го практикуваат овој спорт. Ова е прв ваков настан во рамките на Snow Kids, тоа е дел од Светската скијачка федерација. Значи, се организираат настани со цел да се промовира скијањето како олимписки спорт. Колку е популарен овој спорт во Македонија? Овој спорт во Македонија е популарен, но сепак треба да се работи на уште поголема популарност, што повеќе деца да се занимаваат со скијањето, бидејќи тоа е здрав спорт и кога би имале квантитет може и да се извлече и квалитет. На денешното спортско дружење, кое беше од отворен карактер, учество земаа голем број деца, кои од најмала возраст имаат допирна точка со скијањето. Почнав на 9 години на попова шапка и тогаш почнав и ми беше тешко, малку се плашев, не знам како се кочи и тоа на тетин ми помошта, ми помогне и научив да скијам и сега ми е трета година што скијам. Сум скијал на попова шапка 5 пати, мислам. Кога почна прв пат да скијаш? Прв пат почнав да скијам на 8 години и беше тешко. Паднав еднаш, ја скршив раката. Еднаш бевме во Бугарија и бевме многу блиско до скијање, ама за ги заборавивме скиите и ништо не бидна. И толку. А на друго место се скијал? Па скијавме еднашка, ама кога бев мална, кај 6 години и после може зимава ќе одиме. Вредностите со кои би се стекнале учениците доколку се занимаваат со скијачкиот спорт се од големо значење за нивниот понатамошен успех во животот и истите придонесуваат за јакнење на самодовербата, надпреварувачкиот дух и жилбата да се успее, додаваат ски тренерите. И 10 ученици од основните и средните училишта во Македонија денеска учествуваа на државното првенство во шах за основни и средни училишта, кое се одржа во приватното средно училиште Алгоритам. Победниците од ова првенство ќе имаат право на учество на училишниот летен спортски камп во Охрид следната година. Ученици од основни и средни училишта од цела Македонија денеска учествуваа на државното првенство во шах за основни и средни училишта. На ова првенство беа пријавени 110 ученици во машка и женска категорија. Секретарот на Федерацијата на училишниот спорт на Македонија, Герман Буглев, истакна дека од овие училишни шаховски првенства очекува Македонија да добие врвни шахисти, а првите двајца кои ќе победат на ова првенство ќе имаат право да учествуваат на училишниот спортски летен камп во Охрид следната година, кој се одржува секоја година под покровителство на Агенцијата за млади и спорт и Министерството за образование и наука. На ова надпреварување има негде околу 110 ученици во сите категории од сите градови во Република Македонија. Победниците во сите категории ќе добиваат медали и дипломи, додека првите двајца учесници, победници за прво и второ место, се стекнуваат со право за учество на спортскиот летен камп кој се организира во Охрид во наредната година, крајот на јуни и почетокот на јули месец.
Државното првенство оваа година за прв пат се одржува во приватното средно училиште Алгоритам, кои како домаќини беа вклучени во организацијата. Директорката на Алгоритам, Марина Божинова, истакна дека селекцијата на децата кои годинава учествуваа се правела во самите училишта, а кај нив пристигнувале само пријавите. Алгоритам центар е за прв пат оваа година домаќин на државниот надпревар по шах во категорија на момчиња и девојчиња на ниво на држава. Учениците кои што се надпреваруваат се селектирани во самите училишта од страна на професорите. Ние добивме пријави од цела Македонија, имавме ученици кои што сакаат да се надпреваруваат повеќе, но категоријата беше да се пријават по двајца од училиште, 2 девојчиња и 2 момчиња. Шаховскиот турнир, како и останатите спортски надпревари кои се одржуваат во Македонија, а на кои учествуваат учениците од средните и основни училишта, се во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, Агенцијата за млади и спорт и Министерството за образование и наука. Од денеска започнува кампањата И јас сум Дедо Мраз, во која ќе се собираат новогодишни подароци за деца кои живеат во сиромаштија. Кампањата ќе трае до 18 декември, а потоа од 20 до 27 декември Дедо Мраз ќе им ги однесе подароците на околу 200 дечиња. Учество во проектот веќе потврдиле повеќе наши јавни личности, како пејачи, актери, спортисти, како и политичари. Обезбедување новогодишни подароци за децата кои живеат во сиромаштија има за цел кампањата И јас сум Дедо Мраз, која почнува од денеска. Подароците ќе може да се донираат до 18 декември, а од 20 до 27 декември Дедо Мраз ќе им ги однесе подароците на околу 200 дечиња за кои се собираат подароците. Кристина Арнаудова од Сдруженијето Проект Среќа, која е организатор на кампањата, информира дека целта на кампањата е што повеќе луѓе да се соберат, особено јавни личности кои имаат голем број следбеници на социјалните мрежи, да се приклучат кон оваа кампања, да ја промовираат и да станат дел од неа. Ги покануваме нашите пријатели од јавниот живот од 1 до 10 декември да купат новогодишен подарок или онолку колку што можат подароци за деца до 11 години. Ги замолуваме подароците убаво да се спакувани и на нив да стои за која возраст е и од кој пол е детето. Потоа фотографии од подароците да се објават на социјалните мрежи со хаштаг И јас сум Дедо Мраз проект Среќа. На тој начин јавните личности ќе ги мотивираат сите граѓани, но и компаниите и институциите да го сторат истото, информираат од Сдруженијето Проект Среќа. Од 20 до 27 декември Дедо Мраз ќе ги посети децата во нивните домови, а на списокот има повеќе од 200 дечиња. Учество во проектот И јас сум Дедо Мраз веќе потврдиле повеќе наши јавни личности, како пејачи, актери, спортисти и политичари. Гостин во Урбани вести е градоначалникот на општина Зелениково Борче Гиевски, кој зборува за проектите кои ќе се реализираат во наредниот период во оваа општина. Разговорот го водеше колешката Марија Петковска. Кои се проектите и плановите кои што ќе се реализираат во општина Зелениково, кои што ќе ги реализира новата локална власт, ќе разговараме со мојот гостин, градоначалникот на општина Зелениково, господинот Борче Гиевски. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Вие бевте градоначалник на Зелениково од 2005 година до 2009. Колку е промената општината во тој период од вашето заменување во 2009 до сега кога што повторно ја преземавте функцијата градоначалник на општината? Промената е навистина голема во негативна смисла. Значи додека сите општини растева или се развивава, нашата општина стагнираше или опаѓаше надоле. Ова не го зборам од невистините работи, него навистина е така. Тоа граѓаните многу добро го знаат на општина Зелениково, впрочем и затоа ми изгласава
бидејќи знаат во мојот период што се направи, а знаат во овој изминат период 8 години што направи мојот претходник. Плановите се големи, можностите мали, меѓутоа ќе се бориме, ќе се трудиме да направиме нешто навистина, да оставиме белег во општина Зеленикова, за граѓаните да бидат и тие на некој начин задоволни. На некој начин да оправдате довербата. Да оправдаме довербата, да. Наследив долгови некаде околу 200.000 евра. За нас се тоа многу големи пари, меѓутоа се надевам ќе најдеме начин како да ги сервисираме и исто така име најава од владата дека ќе помогне нешто во таа насока и така. Вашето мото е општината организационо да ја уредувате на ниво на модерна, перспективна и пред се функционална општина според европските стандарди. На кој начин планирате да го направите тоа? Која е вашата мисија за општина Зеленикова? Вака, во изминатиот период, јас кога бев, значи, ние бевме првата општина што влезе во втора фаза на децентрализација. И тука застана. Значи, тука е застаната, не е мрдната од тој. Значи, ние ќе се развиваме. Ние имаме предуслови, имаме можности, имаме капацитети, имаме доста проекти замислено и кои што ќе се реализираат во овој период. Значи, ќе бидеме отворена општина, се извинувам, за граѓаните. Како што и они добро знаат, значи, кај нас, во нашата општина нема граѓанин кој дошол на прием да не биде примен или одвработен или кај градоначалникот. Така. Од вашите замислени проекти кои што се нели во предизборната кампања ги промовиравте и планирате да ги реализирате во наредните 4 години, што ќе ви биде приоритет за реализација, на што прво ќе посветите внимание? Па еве вака сега, значи во изминатиот мандат јас имав изработено неколку проекти, меѓу другите голф терените. За жал, мојот претходник за 8 години не успеа да го реализира тој проект, меѓутоа јас доаѓам, може и така требало да биде, Господ може би така рекол, да јас сум го почнал, јас да го завршам. Значи инвеститорот е се уште тука и заинтересиран, јас сум во контакти со него секојдневно. Донесе една одлука на Совет за реализација на овој проект, за распишување на тендер. Одиме со јавно-приватно партнерство. Инвеститорот е наш македонец кој живее во Австралија и работи и најсигурен проект ни е сега овој. Така да тој ми е као најприоритетен проект кој навистина ќе значи многу за општина Зеленикова и за граѓаните и за цела Македонија, затоа што такви терени во Македонија не постојат, има во окружувањето, меѓутоа кај нас ги нема во Македонија. Имаме и други проекти, нормално, меѓутоа ова ни е како приоритет. Така, кои ќе бидат придобивките од овој проект голф терени во Зеленикова? Придобивките ќе бидат големи и за нас како општина и за Република Македонија. Навистина голф знаеме кои се играат. Тука ќе се гради на некаде околу 65 хектари. 45 хектари е теренот и 20 на хектари значи ќе се градат хотели, ресторани, паркинзи, бунгалови и така натака. Така, дали имате веќе одредена локацијата за овој проект? Да, локацијата е одредена, проектот е направен, значи инвеститорот е тука, само времето треба да дојде. Мислиме некаде во март месец да се почне со реализација на овој проект и во септември ќе играме голф. Така. Ова е еден од клучните проекти голф теренот. Покрај тоа имате и други клучни проекти кои што ги наведовте во вашата предизборна програма, како целосна реконструкција на регионалниот пат Драчево-Зелениково и изградба на Вештачко езеро на Кадина река. Обезбедени ли се средства и кога се планира со реализација на овие проекти? Значи патот Драчево-Зелениково, односно Драчево од село Решен и село Тавор е регионален пат. Разговарано е со директорот на Агенцијата за државни патишта и договорено е за реконструкција на истиот. Најверојатно ќе се отпочне на пролет, бидејќи сега градежната сезона завршува и тој проект ќе се реализира во наредната година. Така, целосна реконструкција на патот и изградба на Вештачко езеро на Кадина река. Кадина река имаме заинтересирани инвеститори, веќе разговарав пред една недела. Турско-израелска фирма која е заинтересирана за изградба на таа хидроцентрала, односно проточни централи, 6 проточни централи,
Јас веќе имам и закажана средба на 30 со господинот Анđушев на оваа тема, така да се надевам дека исто и на овој проект ќе одиме со јавно-приватно партнерство. Тоа е многу значајно за општина Зеленикова, бидејќи општина Зеленикова нема доволно приходи од кои би се полнел буџетот. Само сакам да напоменам, Кадина река е најчистата река во Република Македонија. Проектот наш замислен е општина Зеленикова да се снабдува со вода за пиење од Кадина река и некако до сега, што веќе од градскиот водовод имаме и значи водовод е во многу лоша состојба, односно јавното предпријатие. Имаме, замислете, јас кога заминав, оставив долг околу 2 милиони и 900 илјади денари, сега долгот е 34 милиони денари. Значи за 8 години успеава да направа долг од 500 илјади евра. Значи, навистина домаќинско работење, нели? Се кандидиравте повторно за градоначалник, како што велите вие, воден од мотивот да продолжите со започнатото во периодот 2005-2009 година. За децата, учениците, младите, што е она што ќе го направите, а ќе биде од големо значење за најмладите жители на општина Зеленикова? Морам да се вратам повторно на периодот 2005-2009. Јас тогаш успеав да отворам градинка во општина Зеленикова за најмладите. Таа градинка функционира. Навистина кога отворене беа сите скептици дека нема да профункционира. И ние ги молевне мајките или родителите да ги носат децата во градинка. Имаше, ама беше слабо. Сега нема место во. Значи, побројањето е големо и веќе аплициравне за изградба на нова градинка. Истата ќе се гради на локација во село Орешани, како најдобра локација. Имаме проекти за детски забавни паркови во сите населени места. Значи, да се забавуваат малите. Навистина општина Зеленикова или населените места општина Зеленикова немаат малите воопште никаква забава. Тоа ми е исто така како проект замислен. Само сакам да напоменам, исто во тој период јас почнав изградба на водовод за село Смесница. Некаде околу 5 километри, останава 300 метри да се поврзе. За овие 8 години градоначалникот не успеа да ги поврзе тие. Во нареднава година тоа ќе го успееме, ќе го направиме односно село Смесница да добие вода за пиење. Така, тоа е уште еден проект кој што ќе го продолжите од вашиот претходен мандат во 2005-2009 година. Така. Од капиталните проекти најавивте и асфалтирање и реконструкција на локалните улици во населените места. Каква е состојбата со патната инфраструктура во општина Зелениково и каде ќе се работи на санација и реконструкција на улиците? Вака, во општина Зелениково има доста за асфалтирање. Има локални улици кои што не се асфалтирани. Во овој период јас ветувам дека сите улички што се доле во населените места ќе бидат асфалтирани. Имаме проект за реконструкција на патот за село Срехојадица, од станица Зеленикова до село Срехојадица. Имаме проект за село Гумалево, таму е ветено 1,5 километар асфалтен пат, и за село Вражали, исто од некаде околу 400 метри треба да се асфалтира и тој ќе се асфалтира. Така да во 2021 година општина Зеленикова нема да има улица неасфалтирана. Така, се ќе биде асфалтиран. Уште еден проект кој што го најавувате како продолжување на проект од вашиот претходен мандат е изградба на фекална канализација во 10 населени места. До каде е овој проект и кога се очекува да профункционира канализационата мрежа? Морам да признам, општина Зеленикова може да се пофали навистина ретко кој може во Република Македонија за фекална канализација. Во мојот период изгради во 5 населени места фекална канализација. Има делови од населените места кои што не се поврзани. Во овој мандат ќе успеам и тоа да го направам, така да општина Зеленикова ќе биде целосно покриена со фекална канализација во сите населени места. Во општина Зеленикова најразвиено е земјоделството, па поради тоа вие најавивте дека ќе создадете услови за рационално користење на земјоделското земјиште. Што значи ова за општината и за жителите на Зеленикова? Видете вака, општина Зеленикова навистина имаше на земјоделска задруга Слобода, која што можеме се уште се сеќаваме на таа задруга. Беше позната во целиот свет со извоз на праски, круши, така натака. Земјиштето остана така, распарчено, го работат
граѓаните таму кој како ќе стигне. Јас сум за таа земјоделска задруга, односно за земјиштето, да се подели на граѓаните, значи кои се заинтересирани, а има доста такви, и да се обработуваат целосно. Некои делови стојат неизработени и така натака. Навистина е гревота во денешниот или во 21 век да остане земјата необработена, а имаме потреба од тоа. И тој проект мора да се реши еднаш за секогаш. Така. За крај на нашето денешно интервју, очекувате ли да има големи промени во општина Зелениково во наредните 4 години? Па нешто очекувам, не да ветувам, него тоа сигурно ќе се случи. Јас сум човек кој што не се предава така лесно, значи борец до крај. Морам да признам, тоа добро го знаат граѓаните и сум вреден човек и се надевам дека на крајот на мандатот ќе имаме уште една ваква среда па да се пофалиме со реализација на нашите проекти. Само сакам да напоменам дека исто во мојот претходен мандат успеав да направам индустријска зона во село Зелениково и село Решани и веќе се продадени 19 парцели таму. Имаме инвеститори од Словачка кои што сака да градат фабрика за лекови, значи веќе тоа, да не кажам 100% договорено, така да потенцијалите на општина Зелениково се навистина големи и се надевам дека и општина Зелениково ќе има со што да се пофали во наредниот период. Така. Еве само уште едно прашање кога веќе ги спомнавте инвеститорите и индустријската зона. Планирате ли да развиете и да создадете услови за да привлечете уште поголем број на инвеститори? Видите вака, условите кај нас се навистина феноменални. Да речеме, земјиштето знаеме сите дека се прода по 1 евро квадрат. Комуналиите се 150 денари, тоа е навистина, така речи, без пари. Услугата е експресна, значи нема чекање за издавање на документи, освен они потребни, нели, потребен временски период кој што треба да се изработат и така натака. Значи веднаш, или што може да се пофалиме со едно шалтерски систем, да кажам. Така да општина Зелениково навистина ќе има со што да се пофали. Така. Ние сме тука отворени за соработка и за да ги информираме нашите гледачи за сите ваши проекти, како ваши, така и на останатите градоначалници од другите општини. Јас ќе ви се заблагодарам за вечерашното. Благодарам и ја на вас за поканата и се надам ќе имаме плодна соработка во наредниот период. Секако. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вам за вниманието. Останете понатаму со програмата на МТМ. Го проследивте разговорот со градоначалникот на Зелениково, сега продолжуваме со уште една информација. Распишан конкурсот за најуспешни литературни остварувања во 2017 година. Како што информираат од Друштвото на писатели на Македонија, ќе бидат доделени традиционалните награди Ацо Шопов за поезија, Стале Попов за проза, Димитар Митрев за критика и есеистика, Ванчо Николевски за книга за деца и наградата Мостови за најдобра книга напишана на еден од јазиците на националностите. Друштвото на писателите на Македонија го распиша конкурсот за најуспешни литературни остварувања во 2017 година. Ке бидат доделени традиционалните награди Ацо Шопов за поезија, Стале Попов за проза, Димитар Митрев за критика и есеистика, Ванчо Николевски за книга за деца и наградата Мостови за најдобра книга напишана на еден од јазиците на националностите. Книгите објавени во тековната година до Друштвото на писателите на Македонија треба да бидат доставени до крајот на декември, а наградите ќе бидат врачени на 13 февруари идната година, на свеченоста по повод одбележувањето на 71 годишнината од основањето на Друштвото на писателите на Македонија. Наградите ќе ги доделат жири комисии составени од 15 истакнати писатели, критичари и есеисти, членови на Друштвото на писателите на Македонија.
За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат поинтензивни на запад и исток, а кон југ и со услови за грмежи. Од МТМ Метео ги дознаваме точните температури за следните неколку денови. Следната недела следува уште еден неработен ден. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците, 8 декември 2017 година петок, Свети Климент Охридски е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Повеќе информации имате на mtm.mk. Довидување.